Уште едно издание на емисијата Скопје але але, повторно скопски приказни. Ми се чини дека незината ќе биде особено интересна, ми се чини дека нема да имаме доволно време да ги кажеме сите незини скопски приказни, но знам дека ќе ги избираме најдобрите, односно се надевам дека ќе ги раскажеме најдобрите. Докато Распасија Софијанова, на мое особено задоволство, најдовте време да бидете дел од Скопје але але, ви благодарам. Посебно ми е задоволство и кога ми се јавивте, викам, што ќе разговараме сега, ма кога гледам дека ќе зборуваме за Скопје, тоа е сепак мојата душа и срце. Така да навистина ќе ми биде чест и задоволство. Тогаш почнуваме од таму. Зошто го сакате Скопје? Чудна работа. Значи јас вака пресметувајќи, бидејќи мојата кариера е таква каква што е, нели, по светот многу повеќе, да не речем дури, ајде да кажам, скоро 2/3 од својот животен век до сега го имам поминато надвор од Скопје, меѓутоа пак завршувам тука. И со сите шанси што ги имам добивано, да останам во други градови, случувајќи го сега и Лондон, каде што една моја ќерка живее, повторно велам, врати се таму каде што ти е душата, каде што можеш сепак и покрај сите и убави и неубави работи што се случувале, те влече нешто тука. Значи, ние не сме свесни колку е прекрасно таму каде што си роден, каде што си растен, каде што ги имаш своите другари, каде што можеш сепак да споделиш душата дека таму ти е најубаво. А се бараме некако и веројатно бараме повеќе или помалку, мислам, изговори за да останеме или додиме на друго место, а не сваќаме дека животот поминува вака и на крај тоа што ќе се сетиш се најубавите мигови од твоето детство, од твоите студии, од моментите кога си излегувал навечер, пошто тоа колку и да сакаш и да го имаш на други места, го немаш како во шмекот во твојот сопствен град. Така е. Убаво почна приказната и сега ве враќам сосем на детството. Каде живеевте, во кое мало скопско? Трнодол. Аха. Тоа е местото кое што практично и ден денеска така кога ќе се наврата, моите родители живеат таму. Значи, мојот татко имал куќа во центарот на градот, многу блиску до мајка Тереза. Аха. Со тоа што во центар. Готово. Нели земјотресот 63-та година се срушила таа, односно подземјотресот се срушила и голем дел од луѓето кои што живееле во тој дел, односно во центарот, добија бараки во Трнодол. Да. И така и таткото мој добил, со што мојата мајка бидејќи од Крушево, нормално по природен пат си дошла во Трнодол. И јас по природен пат сум родена таму. Така? И така да сум си живеела. Ден денеска делот од најубавите спомени се врзани за Трнодол и за тие да речам населбички и улички. Сум во групата на Трнодол, каде што кога кооперираме, Супер. соработуваме, се дојавуваме, истражуваме, сме таму. Супер. На што се сеќавате од Трнодол? Каде, што правевте, што игравте? Во една продавничка, како ние имавме едно цело друштво, нели, Лесновска улица, па Т1, па Т2, па Т6, па се собиравме, бидејќи имавме навистина детство кое не знам кој би можел да го пожели толку многу. Детство со љубов, генерацијски блиску и машки и женски, сме се дружели, нормално се разбира, сите работи што доаѓаат во тој пубертетски период, кој јас сега како педијатар ги гледам кај моите пациенти, кои што прават одредени промени на сите планови, и психички, и физички, ги поминувавме заедно. Меѓутоа бевме на голема група на другари.
Имавме едно вистинско другарство. Јас да вистина не можам да се сетам дека некој на некого сакал нешто да му направи. Имало сигурно по некое Секако. така наречено, ама тоа Така е. сегде го има. Да. Тоа е човечки дел. Така е. И човечка особина по некое оговарање. Сме се дотерувале, нормално сме се криеле од родителите. Јас никогаш нема да заборам кога сме отишле да ја гледаме во кино сите заедно, бидејќи знаете Трнодол нели има една угорница Добро. нагоре, 57 застанува доле и сме Аха, оделе по поголем. шумите и немало никогаш проблем. Ама навечер кога сме се враќале, сите сме си се собирале и сме си оделе, па сме си ги раскажувале симпатиите, друштвата, Аха. антипатиите, оценките од школа, кој на кого да помогне. И тоа се работи и поголеми, помали, нели? Па сме се дружели со поголемите, па тоа било привилегија да се дружиш со поголемите. Па сме ги тепале помалите, јас бев џандарски тип Така? на дете, да, па јас имам помал брат и се сеќавам секогаш бидејќи мојот брат е помирен, Аха. кога ќе се појавеше он, вика бегајте, сестрата на Оливер доаѓа. Не јас како јас, туку сестрата на Оливер. Леле. Од секој сум го носила тој темперамент. Знаете, вие се раѓате со Со темперамент, карактери, со така, темперамент. така. И тоа нема ама баш ништо со некои други работи кои што ќе нас се мешаат. Така. Мојот темперамент од секојаш бил таков. Така, да кажам по Борбана, сакавте да се докажувате, сака. и да сакам и да не сакам, тоа сум јас. Како да ви кажам? Споменавте симпатија. Се сеќавате Да. на првата симпатија? Како не? Да? Само таа во Крушево беше од Скопје. Ако да добро. Пак од Скопје, ама во Крушево. Кај се најдовте во Крушево? Во Крушево. Аха, добро. И во Скопје сигурно. Бидејќи има доста луѓе кои што имаат куќи во Крушево, Да. или по некои од родителите. Да. И сме се наоѓале на зимскиот распуст. Значи јас се сеќавам, тоа ни беше како традиција практично, секој зимски распуст да се оди во Крушево, тие 2 недели колку што сме ги имале. И тие биле 2 недели најубави, со скијање, со санкање, со снег, со криење, со едно кино таму што постоеше, каде што во киното нели сме се наоѓале, па сме се со боцки сме се мавале, нели знаете, оној момент на една на вистина Што преубава ве дружба. бендиса? Првава симпатија? Што, како Очите, биса? плавите очи. Очите. Во право сте. За Леле, плави сега ме очи. враќате вака. Плави очи. Да. Пустиот љубав беше. Не велам не. Беше постар од вас? Малце постар Малце беше, постар. да. Малце постар беше од Добро. мене и така да. Имаше нешто освен симпатија? Може би беше прва љубов или? Не, прва симпатија беше, ама прва симпатија симпатија. која што имаше век на траење кај мене, така е. Нема Трае. кратко, него на долгорочни стази. Симпатија со долго траење. Охо. Плавите очи. Тоа, Да, тоа. плавите очи. Ама еви денес кога ќе се потсетам на таа моја прва симпатија, значи ни се знаа родителите Добро. и од Скопје и од мајката исто беше негова од Скопје, Крушево. а таткото беше беше од Крушево. имаше потекло од Крушево. Добро. Кај мене обратно, така да ние нормално се сретнувавме и тука и таму, ама без разлика на се и тоа имаше една драж. Убава Значи не драж, се така е. одеше кон природен начин на создавање на хемиски флуид, да го кажам. Бидејќи на крајот на денот ние сите на база на тој хемиски флуид се наоѓаме. Јас знаете веројатно нели пред едно 3-4 месеци завршив трета субспециализација. Тоа ми е неврологија, која ми е можеби на вистина нешто што еви во овие години го осознав. Медицина ја учиш цел живот, никогаш не можеш да ја научиш. Ма неврологијата, пошто е наука за мозокот, сватив зошто тогаш сум размислувала така, зошто децата вака се однесуваат. Значи ги ставив во секој фолдер, си ставив зошто Работите. тоа било така и во тој фолдер Добро. Скопје го има главниот Главното моменти, место. од таму ги влечеме скутиите. Зашто во сите дестинации каде што имам отидено и го имам представувано Скопје во наше, Така е. пошто на крајот на денот тоа е тој главниот Да, град, да. нели кој што преку кој што сме препознаени и кој што не е за фрлање, иако некогаш сме си лути сами на себе за многу нешта, ме враќа повторно во ете токму тие моменти кои ми ја предизвикуваат и го лачат тој серотонин, тоа сакам да кажам. така. Значи, метите од минатото, кога ги споменуваме и сега, ме враќаат во една убава категорија, дури и негативните ситуации ви ги препокриваат. Така е. На сите нас ни треба позитивна енергија,
добро расположение кој се лачи преку така наречени серотонински рецептори. И кога се сретнувате со позитивни луѓе, тој серотонин фактички ве држи, што велиме, за подолг временски период, а тоа го научив сега, не дека не го знаев, Да. ама сватив од каде се лачи, како се лачи, колку е важен да имате убава информација, споделба, убав Така, муабет. така. Еве и ова сега верувам дека ќе ги расположиме сите што не расположите. гледаат, нели, на Така свој е, да. начин. Од првата симпатија морам да ве прашам дали имаше нешто друго во животот како избор освен медицина. Знаеме од како какво немало, семејство, како немало, знаеме од значи јас какво завршив- семејство потекнувате, нели? Беше ли природно да бидете? Не, Не? не. Значи јас искрено кажам, еве отворено сега после целокупното мое реално размислување, значи без залажување, јас сум стално искрена многу. И таа бескрена искреност на никого му смета, на никого му е драго да го слушне тоа. Значи јас завршив во Владо Тасевски. Добро. Тоа исто нели во делот Да, на во тој Козле. дел. И на вистина никогаш нема да заборавам мојата учителка Љупка, која ми беше на вистина учителка и за мене беше и ден денес си го памтиме класот кај што Така е. бевме и се уште исто активно дружиме и со нив. А потоа гимназија во Јосип Брос. Аха. Еден дел во Америка живеев. Но она што ме прашавте ме беше околу тоа дали Дали знаевте дека медицината ќе биде избор прв? во И осмо лет, последен. тоа и затоа сакав да кажам. Славе ми предаваше географија. Добро. Ќе се сета тие што ме Што биле знаат. во Владо Тасовски? И многу ме интересираше универзумот, многу ме интересираа планетите и тогаш беше доста авангардно во тој период, бидејќи беше нешто што така, не беше беше истражено, не секојдневие, беше не така, истражено. да. Иако првата наука генерално е астрологијата. Зашто токму 12 со односно планети, Да. па сонцето, па Коперник, па Никола Коперник, па Галилео Галилеи, тие сите историски минати Факти, случувања ми имале и ми оставиле трага во мене. Јас имав и математички ум, секогаш имав желба за математика, некако керката едната тапа ептин има математички ум и затоа стана економист. Бидејќи потекнувам од Така е. строга фамилија, Добро. влашка, каде што Аха. традицијата си е традиција. Веројатно тогаш требаше да одам во Белград да учам, тука немаше ке нас. Во делот од математичкиот факултет мислам дека немаше баш она како што сакав што јас сакате вие. астрофизика. Добро. Иначе бев прво место освоила јас астрономија на тие надпревари кога беа. Уште Владо Тасевски го представував, трета бе во Југославија, јас многу се занимавав и го Со сакав тоа. тоа. Значи не било тоа да ме било само како Онака, пролазен пролазно, така е, период. И седнавме, разговаравме, така да некако се наметна тој истражувачки момент дека можам да го применам во нешто поконкретно, каде што ќе може веројатно и дел од мене да биде, ама јас не правам ако не сакам. Значи во подсвеста сепак, а ние многу работи подсвесно ги работиме, и јас исто така сега истражувајќи ја подсвеста, таа е таа која е најенигматична. Зошто некои работи се вакви? Зошто мојот карактер е ваков? Значи, многу работи седат во таа скриена подсвест. Јас сум сакала да помагам, да лекувам и да истражувам во исто време и да ги спојувам тие Сите три истражувачки работи. работи во едно и на тој начин практично, ако вие не ги знаете зошто е тоа така, не можете реално ни да помогнете. Да. На медицински факултет во Скопје се Да. запишавте? Да. Да. Да знаете само дека медицински факултет во Скопје, Тогаш. тогаш, Добро. леле, да не кажам за жала мајд, Ајде, добро, зборуваме за убави не е работи. така да. страшно и сега. Не е Јас страшно? затоа не се одвојувам од таму. Добро. Ете, затоа не се одвојувам. Добро. Што има тежина. Така е. Значи, ние не сме свесни за тежината. Еве, вие кога ме побаравте пред недела ден, јас бев во Брисел за Да. курикулумот на педиатрија. Да. Од Скопје, Да. од оваа држава ја представував, нашата држава таму, Така е. и ги командаме курикулумите што треба да бидат на ниво на Европа, на ниво на свет и така натака, значи не е за подценување. Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Воопшто, е. јас таму се запишав и професорите, и полагањата, и испитите, и сето тоа навистина беше нешто што не може човек да каже дека е за подценување. Бога ми, дебело учев. Тоа сакав да те Дебело прашам. учев. Заради тоа што некои други доктори знаат да кажат тогаш немаше врски. Тогаш Па немаше и немаше врски, Нели да, немаше во она како во онаа сегашна смисла на смисла на зборот. зборот која што мислам дека е малку повеќе злоупотребена, Така затоа е, што да, јас и во сега право сум сте, редовен така е. професор на медицински Да. факултет. И гледам дека има се, свесна сум, меѓутоа има и деца кои знаат, да се наежувам. Има и деца кои знаат. Еден од моите студенти, кој што беше исклучително интелигентен,
заврши со како еден од водечките трансплантолози на црниот џигер во Германија и се врати тука сега. Така да не смееме да ги подценуваме квалитетите, затоа што тој квалитет на ум што го носите, каде и да сте, ќе дојде до израз. На ова поднебје и тврдам дека на Балканот, пошто дружам со многу луѓе, Да. значи дневно на мојот WhatsApp профил, пошто сум како председател на педијатриско удружение со цел свет во контакт и со цела Европа во контакт. Значи имате умови. Други се ситуациите и можда и Да, политиките кои не да. некако прават да не сме, но имате умови. И големите умови, еден голем процент имаат добар корен од ова поднебје овде. И сега да не кажам кој свет потекнува од овие краишта тука и кој дал придонес, затоа сум пак горда на Скопје, затоа што сум дел од тука и кога ќе ме кажат, еве и Хрватска и Словенија, и сега каде све не одам, лево десно, моето потекло, јас не се срамам и сум многу горда на истото. И затоа веројатно врти сучи, Го бирате пак тука, Скопје. пак Така. тука. Она што е многу важно, а го загаднавте и сакам да го кажам, еве сега ми спровоциравте, вели, сите може да се подобри од нас, нели подобри вака само во наводи, нели ќе создадат не знам што, ќе бидат научници во не големи Америки, не знам, Израел и така натаму и така наваму, нели заради тоа што таму е парите, таму се финансиите, но она што го има Балканот, а што не сакаме да го сакаме да ги признаеме или ги кажуваме секогаш само негативните работи, Да, нели? Ние да, сме тие кои што не нас сакаат, ние сме вакви, ние сме такви, но вели една работа треба да признаеме, не знам некој од големите умови од овие простори, вели, не се сеќавам кој сум гледала рил, вели не смееме да заборавиме дека таа душа која што ја има овој Балкан, ама баш никаде ја нема во таа форма, човечка форма. Сега ме подсетивте, морам да го кажам исто така, бидејќи бев 3 месеци во Јапонија, каде што отидов заради намалување на перинаталната смртност, нели, пошто јас сепак работам на интензивна и покрај моите други субспециализации, мене срцето ми е интензивно. Там. И направивме интензивна која што е за пример. Сега како се одвиваат некогаш дел од работите, пак нема да дебатирам, но реалната состојба е дека имаме одлична интензивна. И јас како таква, во периодот пред скоро 10 години, а и помалку, бе во Јапонија 3 месеци да учам дел од тоа, како да се намали смртноста, како во Јапонија се живе и тоа тотално сретнав една друга културолошка средина. Дали знаете дека таму караоке им е главен предмет за забава? Бидејќи јас имам завршено и нижо и еден дел пред одам за Америка и средно музичко училиште, свирам клавир, пеам. Тоа ми е едно од да не заборавите, значи по мајка бидејќи сум од Крушево, кој доаѓа од Крушево, најголемиот пеач на сите времиња Тоше. Да. Што се случи кога ја одбранував таму мојата дисертација во Кобе беше, не беше во Токио, мојот дел, бидејќи имаше од многу, од цел свет беа собрани лекари, јас го бранев мојот дел во Кобе, кој е исто збратимен со Скопје, бидејќи имало некој голем земјотрес исто таму и ете пак Скопје поврзана се наеш како ми текна и тоа. И се сеќавам дека кога излегов, ја спремив презентацијата со музика во позадина на јапонци кои ја пеат Јовано Јованке на Тоше. Јапонците ја пеат. И сега вие можете да замислите зборувам, као сега ми доаѓа вака, кажувам Охрид, кажувам историја ваму, па зборувам Скопје, па Камениот мост, па целата таа историја наша што ја има, зашто има тежина оваа историја овде што ја носиме. Ние кој сака што сака нека каже. И одеднаш во позадина ја пеат јапонците Јовано Јованке. И на крај само завршив со тоа што сите ги канам да дојдат и да посетат оваа земја и да видат колку навистина културолошките сличности, а разлики физички и секакви, нели, бидејќи ние имаме друг тип на боја, нели, потекло и така натака, сега да не навлегуваме во тоа. Само знам, они не плескаат вака, туку дираат на маса. Тоа целата сала одекнуваше, јас мислам дека уште повеќе ја пуштија на Тоше на јапански како ја пеа Јовано Јованке и сите и на Јовано Јованке дали на мене, дали на Скопје што на крај заврши со мостот, камениот мост и со целата таа кажам убавина што се ширеше во тој момент и нивното чукање на маса како аплауз ме направи да бидам прва, пошто се такмичевме со еден од Шри-Ланка, беше, се сеќавам, беше во тоа време исто многу амбициозен и седеше цела ноќ да го работи. Исто и јас, и викам, леле, ако не бидам подобро од него, тоа се тие амбиции. Така. Тие амбиции. Така. Тие амбиции што не можете да ги поклопите. Така, морам да ве прашам нешто друго, знам дека ќе бидете искрена. Колку таткови
сте го прашале или вашите родители, или во друго време живеевме, па некако вредностите беа поинакви. Иако и сега ги има вредностите, само ние некако наопаку ги Така, гледаме ги гледаме, работите. точно, Така е. точно. Колку беа срекни со тоа што нивната ќерка е таму каде што е, се докажува, покажува во ова време кога и во зли и во убави времиња некако амбицијата ве тераше, карактерот, сето она што го носите со себе, ве тераше да бидете тука и со светот и Македонија па и Скопје во нашава приказна да го ставите на мапата на светот. Видите вака, јас тој момент во однос на мојата фамилија која што ме инспирирала повеќе со тоа што ме поддржувала, а не со тоа да ми кажува дека си стварно најдобра. Аха. За разлика од тоа, јас што правев со ќерките мои, што едната вели, пошто е психолог, Добро. стално го кажува тој момент дека не треба стално да кажувам ти си најдобар, не си Аха. најдобар, не знам, тоа требало од Не било натре да добро. дојде сега. Да. Јас, например, го носам тој момент што мене мислам дека ми фалел, дека навистина бев првенец на генерација во Јосип Broz памтат. Да. Еве стои во тој во нели во Алманахот и така Алманахот, натаму, да. така. Јосип Broz генерацијски првенец во Владо Тасевски. Да. Се знаеше кој бевме во тоа време, се сеќам Бучковски беше исто така пред мене. Аха. Па после јас и така натака си се памтиме од тие краишта. Немав јас дека браво ти си најдобар, Да. што мене тоа ми фалело. Да. Еве нека слушнат. Да. Сега тоа го кажуваат повеќе отколку тогаш. Ама тоа кај мене беше од внатре доаѓаше. За разлика од тоа, јас на ќерките мои стално им го потенцирав моментот дека се стварно најдобри, што е за интересно чудо, сега го правам, исто и со внуците, и тоа му кажувам на помали, поголемиот, тоест, викам најдобар си, да кога ќе отидеш сега во градинка, пошто е во градинка, во Кочорацин горе оди и многу сме така врзани, особено со поголемиот и со помалиот, се разбира, ќе се наути ќерка ме да ги бојам. Добро. Ама, секогаш има едно ама, викам најдобар си. А што не само што си најдобар, најубав си. И ми праќа, јас бе во Брисел, ми праќа како рецитирал. Да. Испрчен целиот. Со самодоверба Зборува со- полн. Тоа е Знаете, многу важно, така е. Вистина е Да. важно. Но има тоа врска со времето во кое што сме живеели. Јас го имам истиот пример. Значи, родителите тогаш не знаеле или мислеле дека не е толку добро. Некако како да се сваќаше дека Така тој е. момент Не треба да се потенцира. не треба толку да се Така е. потенцира, Да. а од друга страна сега од ова ангол гледано веројатно нека комбинаторика е најдобра. Значи најдобра. и да се даде не премногу, па да се стане па Така премногу е. некритично Самобендисан, самобендисан, така е. некритично Да. самобендисан, туку да се биде едноставно како да речам реален. Да. Затоа што јас никогаш не сум учела со моите ќерки, па едната стигна до каде што стигна. Сега мислам дека тоа е дури престиж за многу луѓе. Тоа што она го направи и го успе сама. Морам да ве прашам за модата во Скопје. Значи, една сте од жените за кои што секогаш зборуваат, нели? Леле, ново парче. Ми се чини дека никогаш не облекла исто парче на некаде за некоја пригода каква и да е, па можеби на своето работно место. Од секогаш имавте чувство дека треба да сум посебна, поинаква од другите и во времето кога генерално сите носевме некој Повеќе или близ, повеќе, да, повеќе или Го носев помалку. тоа секогаш. Го Да. носев тоа и тоа велат луѓето се раѓаш со тоа. Значи модата ми е дел еве и сега и ден денес и во односи на годините сакам да се облечам, сакам да се дотерам, сакам да изгледам добро, ама тоа не ми е наметнато по секоја цена, тоа е дел од мене. Јас го одредувам делот од времето и во неделата да си посветам внимание на себе, во делот околу посебно што велите модата и позната сум по тоа дека сакам по некое парче да си земам каде и да одам. Да. И тоа ме прави среќна. Знаете, ако нешто ви причинува задоволство, не го правам тоа заради нешто друго, туку едноставно јас заради се осеќам, себе. се чувствувам убаво. Како некогаш во Скопје, каде купувавте? Во тие неколку продавнички беа, во Вартекс, во не знам, во Левис. Знаете како сега ме во Вараждин и го видов Вартекс и ме потсети на Нели? времето. Викам, од каде го знам јас Вартекс? Сега Вар- во Вараждин имавме конгрес за детска неврологија и кога видов, викам, ете од каде ние сме ги имале Вартекс, прекрасните Лонза. Лонца, кажете па ми, да, ајде. секој што таму сум Така, купувала, нели? обавезно по некое парче, А да. потоа дојде Грација и не знам кој како се викаше Мирјана Марич кога дојдоа во После Скопје, Мирјана тоа се Марич, вика тоа се знае дека Да. од таму па еве и Мона. така и Мона потоа. Ова ми е како- баш од Мона. Од Мона. Супер. Сакам да кажам, нели, имаше можност, ако знаеш, да ги скомбинираш работите и да станеш посебен и во времето кога, да речеме, бевме многу поуниформирани, иако морам да признаам и сега младиве
се униформирани па ептан, нели во однос на тоа светска мода. Сите се со косите прави, сите се со едноставни некои нели Да, работи, да, нешта, не знам. Порано некако повеќе се наоѓа индивидуалности. Се согласувам со вас, од друга страна морам да ви кажам дека јас сакам да има нешто кај мене што ќе штрчи. Така е. Што ќе вика биде само едната мое. кека блинг блинг, блинг блинг. А, блинг, И блинг. сега ми вика ќе дојдеш во Лондон, таман ќе ти одговара се е блинг блинг. И ноќе вика е дење, пошто ќе ти одговара се блинг блинг прави. Сега уште завршуваме, ми рекоа дека имам уште 5 минути, уште пред 10 минути, ја продолжувам само. Сакам да прашам за ноќниот живот и нека биде тоа некакво заокружување на оваа ваша убава скопска приказна или дел само. Има од неа. Скопје ноќен Така е, живот. да. Какво Скопје, на какво Скопје вие се сеќавате? На она до пица бајле, До на тоа, она на тоа. бурек, после, На па не знам, на чорба. тоа, на бурек, на све. Добро. Јас сум човек кој што сум сакала да го живеам животот, не велам, не сум сакала и да учам, значи сум знала да ги одвојам тие две работи. Кога се излегувало и се излегувало. Така. До 5, па со бурек, па со смеење, па со шалене, па со другарување и така натака. Значи, тоа Скопје и тоа нешто што го носи Скопје, тој шмек. Значи, го нема нигде. И точка. И завршува приказната. Луѓето знаат дека нема град што го немам посетено. Значи, цел свет земјската куга неколку пати свртена. Тоа го нема. Тој бурек во 5, тој ноќен живот, тие смења. Мислам, колку и да сега критикуваме одредени работи што се случува, не е па дека ги нема на други На друго места. место. Дури многу по, да не кажам драматично, па не се зборува колку што кај нас бидејќи сме мала држава. Да. Но факт е дека тој ноќен живот во Скопје Петка. петка. Ај замислете си желба. Ајде. Скопје Сити Мол само малку ќе ви помогне во исполнување. Знам дека сакате шопинг. Да. Еве ви ваучери за да ви помогнеме во фала. исполнувањето на некоја од желбите. Само да се снајдам овде. Доктор Аспасија, ви благодарам, повелете и можете Двата? двата ваучери се ваши. Фала. Е? Ние како власи едно доста нема, ако се две, охо, машала, велиме. Фала. Многу ви благодарам и Јас а вас. колку сакате шопингување во вакви во трговски центри во Само Скопје? не сакам Сити Мол? гужва кога Не има. сакате гужва. Морам добро. искрена да бидам. Кога шопингувате тогаш? Бидејќи кај мене времето никогаш не е проблем, и Да. ноќе и дење да станам порано, тогаш или е касно покасно, Добро. подоцна тоест, Да. или порано са бајле. Кога има Пред многу да има многу гужва. кога има многу тогаш или ќе ме луѓе ме знаат, па ќе ме Ќе ме завртат, ќе завлечкат, ме па ќе ве завлечкат и така прашаат, натака. ќе ве- Иначе го обожавам, сега гледам нешто овде околу нема многу гужва, па можеби ќе го искористам времето веднаш. Уште веднаш да ги потрошам. Ви благодарам. И јас на вас.